Навидум исчашените стандарди во управувањето постојано отвараат сомнеш околу тоа кој всушност раководи со процесите. И наместо обид куларите да стивнат, тие самите дополнително си ја подгреваат атмосферата и ја палат чаршијата. Прво, премиерот Битичи најави и исто така тоа го најави министерот за финансии Бесими. Коалиционите партнери се постојано на стендбај. Можеби не се доволку вклучени, но како и секогаш ја чекаат и ја користат секоја шанса за добро да се наместат. Се разбира, стратешки се добро позиционирани. Ако има аварија и немат пристап во газ, додека ние имаме пристап во газ, ќе продолжиме да употребиме газ. За разлика од нив, опозицијата е влезена во сериозен филм. Предпоставка е дека знаат што е однапред, а што одзади, штом си придаваат толку голема важност, тврдејќи дека го имаат светот на дланка, па не баре се сонцето. Сметаат дека земјата се врти околу нив. Добро е што Македонија е во фокусот на светската геостратегија благодарение на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН. Можеби навистина е така, со оглед дека и самите приложуваат докази за своите постигнувања. Никој за тоа не чул, никој тоа не го видел. Но зарем не треба да се верува. Иако традиционално не е баш некоја голема среќа кога градот или некој објект се појави баш на таа мрежа. Ќе кажам само едно. Ако до пред 7 години кавадарци не го даваа ни на временска прогноза, денеска има информација за кавадарци на CNN. Сепак сметките ги мешаат тие кои што и немаат некоја идеологија, туку функционираат врз принципите на голиот популизам. Никој не сака да му се чепка во базенот со гласови, па авансно, преку Божа мегзакни податоци, се утврдува која пушта бактеријата и што загадува. Самото тоа што Апасиев од 20%, последните 20% што ги има на Facebook, 17 се против ВМРО, а 2 се против СДС, многу добро објаснува за кого работи Апасиев. И на крајот, изгледа дека сета математика е џабе, штом врз основа на некои новинарски плусови и минуси, при само едно испрашување, се става конечна оценка. Министре, задоволство ми беше што утрово бевте гостин и брутално искрено одговоривте на некои од поставените прашања. И се надевам дека следното интервју можеби ќе го имаме како председател на држава. Медиумски пророци имало и ке има. Иднината на вистина се базира на предвидувања, ма податоците од сегашноста се тие кои решаваат за неа, а не желбата и надежта. Иако таа умира последна.